Продолжуваме со следниот разговор и следното гостување во кое што мој соговорник ќе биде доктор Александар Сајковски, доктор на медицински науки, педијатар, неонатолог од Аџибадем Систина, кого го поканивме да говориме на тема зајакнување на имунитетот кај децата пред одење во градинка и во училиште. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, ви благодарам многу за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Се надевам дека ќе одговориме на некои работи кои што им се може би дилема. Да, и сега е тоа актуелно како ќе започне и во какви услови новата учебна година, по повеќе месеци пауза. Во секој случај децата од септември ќе треба да се вратат на воспитно-образовниот процес, иако паузирани или од одење во училиште и во занималните, без разлика дали ќе биде онлайн или физичко присуство, сепак секој родител сака нормално детето да му биде здраво и да има солиден имунитет. И токму еве во период кога се уште ова е многу неизвестно, како да се подготват децата за новата година учебна и во градинка? Пред да ви одговорам во врска со имунитетот, сега морам да споделам една чисто овака моје лично размислување како педијатар. И ова прашање многу често го добиваме во нашите амбуланти во Систина, во Аџибадем Систина, а тоа е дали треба и во која форма треба да се продолжи со едукацијата на децата од 1 септември понатаму. Тоа е навистина, морам да видам искрено, едно големо прашање, затоа што вирусот не познава дали часот е 20 минути или 45 минути. Вирусот не познава дали вие имате 20 деца или 40 деца во училницата, ако децата не можат да се заштитат помеѓу себе со на нормална дистанца, со носење на маски и така натаму. Практично и 5 минути контакт е доволно за да се пренесе вирусот, ако не се... Јас, например, навистина, дури и познавам доста членови од оваа комисија што е за заразни болести, навистина го ценам нивното мислење, затоа што има доста епидемиолози, инфектолози кои што се во таа екипа, луѓето си ја знаат, да речеме, работата и препораките, меѓутоа, морам да видам искрен, сакав да одговорам пред имунитетот, сакав да ви кажам дека има едно прашање кое е многу битно. Ако вие го гледате целиот систем на бројот на новородени деца во Македонија во последните 7-8 години, имаме драстично паѓање на вкупниот број на новородени деца во Македонија, за да минатата година завршиме со под 20.000 деца, 19.300, а имавме 25 до 26.000 деца до пред 7-8 години. Тоа значи дека без оглед дали тоа се должи на големото одселување на младите од Македонија, дали се должи на помалку раѓања и формирање на семејства со помал број на деца, ние реално имаме објективно намалување на децата, на вкупниот број на деца. А од друга страна сите, зборам и општеството и сите родители и сите ние, што викаат, нели, се бориме за иднината на оваа држава, се сепак и на секоја држава и на човечанството воопшто е младите и нивниот развој. Не сум убеден, искрен да бидам, дека ако ги пуштиме во првите борбени редови уште сега веднаш, особено градинките па и школите, дека им правиме добро на тие деца. Впрочем, оваа пандемија со ковид донесе неколку прашања кои што за нас беа голем предизвик, а тоа е што да направиме за да не добиеме инфекција од овој вирус, односно како да го негуваме имунолошкиот систем за да бидеме поотпорни на овој или на X други вируси и бактерии. Во тој контекст, една од работите која треба генерално да се прави, особено кога е ваква фаза на пандемија, е избегнување на блиски контакти, ова, да речеме, што велиме социјална дистанца. И групирање, да. Да, меѓутоа, вие таа социјална дистанца ја гледате сега што се случуваше околу 2 август во нашите туристички центри, значи и млади и постари не ја одржуваат, а очекувате дека децата ќе ја одржат, например, едно дете од 3 години или 4 години што е во градинка или во школа, например, некој дете од 10 години. 20 минути ќе заврши часот, 5 минути одмор и децата се дружат, ќе станат од клупите, ќе... Да, сигурно. Значи, искрен да бидам, мојот личен став, нормално не мора да биде идентичен со се. Ја, например, не би брзал со пуштање туку така на школите, зборам стандардно, дали ние треба да се опремиме подобро, да почнеме парцијално, сепак мислам дека ќе одлучи таа комисија,
но неспорно е дека ние немаме можност директно да се избориме, не само ние, цел свет, немаме можност да се избориме со оваа инфекција, освен со прекин на ширење на инфекција, односно да нема многу блиски контакти меѓу луѓето за да нема пренос на вирусот. Тоа е една работа што сакав да кажам, и втора работа која што исто така морам да ја напоменам, е често присутната, ако сакате искрено кажано, небулоза дека ова е болест која не ги фаќа децата. Тоа не е точно. Значи, факт е дека имаме голем број на дечиња и од почетокот од Вухан, кога беше, па и до ден денеска, имаме и новородени деца кои што добиле ковид. Има еден феномен кој што е интересен, дека нешто малку над 50% од децата кои што фаќаат COVID-19 сепак развиваат релативно блага клиничка слика, значи не е многу тешка. Меѓутоа има и деца кои што развиваат средно тешка и тешка клиничка слика и бараат многу интензивен третман. Така да тој феномен децата не добиваат, па ќе ги пуштиме у градинка или ќе ги пуштиме у школа, мислам дека не е баш многу идеален, искрено ви кажам. А ако го поставиме прашањето зошто е тоа така, тоа е затоа што сепак како и да е овој вирус и покрај многуте студии кои што излегува за него, повеќе хиљади студии излегува до сега на сите нивоа во медицината, сепак напаѓајќи го организмот на човекот, неговите карактеристики, сега ги знаеме доста неговите карактеристики, но се уште не знаеме се уште е непознат во добра мера. Тоа сакам да кажам, ние знаеме сега многу, но крајниот клуч се уште не го знаеме, односно би требало да е вакцината, а и за нејзе се уште немаме доволно информации колку ќе го држи имунитетот, колку ќе биде ефикасна и така натаму. Така да, нас друго не ни останува, освен да го направиме тој систем на одржувајте го вашиот имунитет, негувајте го вашиот имунитет. Ако почнеме од најмладата возраст, значи од новороденото дете и оној на првата година од животот, прв фактор за тоа е доење. Значи, дури денеска излезе еден текст од Комисијата за доење при Министерството за здравство, кој што е многу интересен, бидејќи е недела на доењето. По принцип, ние треба да го фаворизираме. Се разбира, кај оние мајки каде што немаме доволна продукција на млеко, затоа што од X причини, тогаш треба да се оди со вештачко млеко. Бидејќи мајчиното млеко е главен извор за многу антитела во тек на првата година од животот. Ако се сеќавате и кога беше дури епидемијата со морбили пред неколку години, зборевме дека деца кои што се доени по принцип во првите 6 до 7 месеци скоро и да немаат шанса да добијат морбили. Меѓутоа, кога ќе почне другата фаза на исхрана, веќе и паѓа имунитетот кај детето кој што е пренесен од мајката, веќе имаше шанса да добие морбили. Значи, тоа е исто така една класична форма на епидемиска вирусна болест, нели? Затоа наше али кога збориме заштитете го вашиот имунитет, тоа подразбира секако не само децата, него и адултната, односно возрастната популација треба да го заштити. Затоа што како човекот старе, биологијата е многу интересна. Знаете, имунолошкиот систем кај децата зрее во првите 5 години. И тој некаде кон крајот на 5-та година достига нешто малку помалце од 50% од имунитетот на нас возрастните. Меѓутоа, кај луѓе над 65 години повторно паѓа имунитетот, слично како што е понизок кај децата, и затоа луѓето над 65 години се веќе подложни на инфекции кои што може да бидат дури и фатални за нив. И, например, имате податоци кои што се вака многу фрапантни, например, во Соединените Американски држави, надвор од оваа пандемија со COVID-19, имаше и по 600.000 луѓе годишно што умираа од стрептококни пнеумонии, зборам возрастни лица. Затоа, во основа е негувајте го имунитетот уште од најмладата возраст, но и кај возрастната популација и кај сите луѓе кои што имаат хронични болести. Сега, што... Да, во тој контекст, како да ги подготвиме децата за во градинка и за во училиште, затоа што може да се случи, нели, да се донесе таква одлука и да мора да се вратат во училишните групи и во градинките да профункционираат. Како да се подготват родителите, затоа што не е тоа заекнувањето на имунитетот не е процес преку ноќ, па ќе се напиеме едно витаминче и имаме добар имунитет, туку треба во континуитет да се гради. Да, тоа е, мислам, баш точно ова што го кажувате. Значи, имунитетот никогаш не може преку ноќ
значи имаме ние многу специфични елементи, сега да не ги објаснувам тие нели цитокини што ги викаме во организмот и целиот имунитет, но најлесен и најбрз технички зборам начин е прво покрај доењето децата да се хранат со свежо овошје, овошје кое не е многу хемиски третирано, иако значи сега збориме органска храна колку може да се обезбеди повеќе, бидејќи дел од пестицидите, органофосфатите може да го нарушат имунолошкиот систем во многу длабоки места, во многу суптилни места и у суштина после тоа дете да биде подложно на низа болести, вклучително и автоимуни болести и послаб имунитет. Користење на храна која не е превише термички обработена, со која што у суштина се уништуваат витамините. Земите, например, најбанална информација дека например, С-витаминот над 52 степени се разградува. И сега, онаа фамозна голема количина на С-витамин во црвената пиперка, кога вие ќе ја испечете, фактички скоро и да го нема. Нели, тоа е друго. И трето е користење, онака за старт, користење на пробиотици кои што имаат имуногено дејство, значи кои што фактички ќе го стимулираат имуниот систем преку цревото. Знаете, во телото на човекот, кај детето, а и кај возрастните, најголем дел од имунолошкиот систем се наоѓа во дигестивниот тракт, нели, во цревата, односно околу нив. Ние го викаме во медицината галт систем, така се вика тој цел систем, и тоа е една многу интересна интеракција на повеќе од 100 трилиони микроорганизми кои секој човек ја има во себе и на себе, позитивни и негативни бактерии кои што фактички го стимулираат имунолошкиот систем. Така, например, Само дозволете да прашам, бидејќи ги спомнавте пробиотиците, каков тип на пробиотици? Што најмногу советувате? Значи, кога збориме за пробиотиците, знаете, таму ви е приказната као со кучињата. Вие можете да земете да чувате дога, која што е куче која може да е 100 кила, а можете да земете да чувате и пинч кој е исто куче, ама е 1 кило и пол, колку е. Тоа така и со пробиотиците. Имате многу соеви на пробиотици, меѓутоа немаат сите иста намена. Значи, сите се пробиотици, ама некои пробиотици се добри за лекување на диареи, на проливи, например, некои се добри за лекување на некои болести, како што е кроновата болест, например, нели? Меѓутоа, многу малку има пробиотици кои што не се многу, нели, ама ги има, кои што можат да го стимулираат имунолошкиот систем во цревото и фактички да го подигнат имунолошкиот систем. Тие пробиотици, например, многу се користат во скандинавските земји и вие гледате како суплементи, да. Значи не оние алтернативи кефир, јогурт, ферментирани производи. Ако можеме да ги внесеме како ферментирани производи, како кефир и јогурт, е исто така уште подобро. Затоа што сепак е тоа добар, одличен извор на пробиотски култури, но проблемот е во тоа што имате многу деца кои што не сакаат да пијат јогурт, не сакаат да пијат кефир. Тоа е вистина реално еден така, да кажам, проблем, може да биде проблем, па тогаш доаѓа улогата на суплементите. Исто така, морам да напоменам овде, би сакал да знаат сите родители, дека, например, една од работите која што многу ја фаворизираме ние во тој поглед е и сите деца, бебиња, што се родени со царски рез, бидејќи не ги добиваат позитивните бактерии од својата мајка, односно спонтанното породување, мора да се суплементираат со пробиотици за да се стимулира нивниот имунитет. И други витамини, не се само тие. Значи, еден дел се пробиотиците, друг дел е давање на адекватни количини на што поприроден, например, С-витамин од витамините, користење на Д-витаминот, кој што е императивен во првата година од животот, но и кај децата во градинка, и користењето особено на омега-3 масните киселини, затоа што ние, знаете, ако ја гледате, ако правите анализа на начинот на исхраната на децата и на возрастната популација во последните 400-500 години, ќе видите дека имаме страотна промена во начинот на исхрана, дека многу е зголемен внесот на тие така наречени трансмасни киселини, што ги велиме лоши масти. Страшно е зголемен нивото на внес на шеќери, овој белиот шеќер што би рекле, нели? Да, рафинирана храна. Рафинирана храна,
а во основа е многу намален внесот на добрите омега-3 масни киселини. Значи, пак се враќаме на базичното. Добра исхрана, квалитетна исхрана, по можност колку што може за децата да е поприродна, органска да кажам. Органската храна, верувате ми, и не е мода во денешни услови. Користење на таква храна, време за одмор за децата, време за игра, се тоа води до една релативна благосостојба во која што користењето на пробиотиците и фактички тоа е нешто што може да го подигне дел од средствата кои што ги користиме да го подигне имунитетот. Дури морам да напоменам овдека дека кога ги спомнавме преска омега-3 масните киселини, дека суплементирањето, значи давањето на омега-3 масни киселини според еден навистина изузетно реномиран педијатар во светот, Валтер Шулц се вика, тој е германец иначе еден, смета дека е тоа едно од најголемите откритија во последните 20 години, за да му обезбедиме добар раст и развој на детето, развој на нервниот систем и понатаму да во првата, втората и третата година имаме подобар развој и поздраво дете. Или ако сега го преведеме, ако го преведеме на друг начин кажано, ние имаме еден феномен кој во педијатријата го викаме дека клjuč за здрав живот и за имунитет се првите 1000 дена од живот. Во кој калкулираме 280 дена бременост, додека е бебето кај својата мајка, значи начинот на низина исхрана и се она што она ќе му го пренесе како имунитет, и 720 дена кога бебето ќе се роди. Така да, ако тоа не го спроведеме, ние можеме да очекуваме повеќе инфекции. Но, кај друга група на деца, кои што имаат чести инфекции, кои што имаат малку послаб, дополнително послаб имунитет, деца кај кои што треба да се дополнително стимулира имунолошкиот систем, тука веќе се користат други лекови, односно ние ги велиме имуномодулатори, кои што го подигаат имунолошкиот систем кај едно дете. Ако успеав да одговорам вака. Да, навистина комплексно и навистина не им е лесно на сите родители што имаат деца, особено во вакви услови кога се соочуваат со пандемија и кога навистина треба многу да се работи на тој имунитет. Значи, спомнавте дел од факторите што придонесуваат за зајакнување на имунитетот, меѓу кои што исхраната секако има многу, завзема големо и значајно место, но не единствениот фактор. Еве, само на момент го спомнавте одморот и физичката активност. Во услови кога децата не одеа на училиште, некако им се расипа редот, што се вели, па легнуваат доцна навечер, остануваат будни цела ноќ со мобилните враки или пред компјутер или пред телевизор, отсуствува ноќниот сон, за сметка на тоа спијат доцна наутро, што веројатно исто така има ефект и на самото здравје и имунитет. Да, апсолутно има. Меѓутоа, морам да ви кажам нешто, да ви го поврзам ова. Точно е тоа, дека апсолутна вистина е дека децата последниве 6-7 месеци немаат доволно движење. Не е само тоа што не се во школа. Значи, повеќе се на компјутери, на разноразни игрици. Меѓутоа се насмеав затоа што сега да ви кажам дека човекот, ако ја гледате назад историјата на човечанството, ќе видите, например, ако се вратите негде 20 до 25.000 години назад, според податоците што ние во медицината ги имаме, кога се уште се првите почетоци на некакво заедничко живење во помали групи, нели? До тогаш луѓето дневно, мажите во тоа време дневно поминувале по 35 до 40 километри дневно за да обезбедат храна. Жените со своите деца поминувале помалце, негде 7 до 8 километри на ден дополнително. Меѓутоа, вие денеска имаме ситуација во која што никој не се движи. Никој не пешачи, сите со сепак автомобил. овие 20.000 години е многу краток временски интервал за сите овие промени што се случија во последно време. Ако на тоа го додадете дека ние сме реално во четвртата фаза на индустријската револуција, на вештачката интелигенција, роботиката, компјутеризацијата, ние сметам дека сме релативно недоволно спремни во едукативниот систем, во едукативниот процес да им обезбедиме се што е потребно на нашите деца. Имено
направите анализа дека децата сепак многу малку имаат физичка активност, која што после ја одржуваат во тек на животот и понатаму, затоа што една од битните работи е физичката активност. Значи, за одржување на глобалното здравје. Не е само хигиената, да речеме водењето на хигиенски услови на живење, за да се избегнат одредени инфекции. Тука се и начинот на исхрана и самата физичка активност. И на крај на денот, трагично е што ние денеска, вие гледате дека денеска и младите, да речеме, кои што веќе имаат и положено возачки испит, они идат со кола до пред самопослуга, и постарите, не само младите, со кола до пред самопослуга, зимаат, влагаат и одат јадат. Значи, тоа е факт дека ние имаме проблем на глобално ниво во светот, во кој што имаме изголемен број на млади кои што се со обезитас, нели, со прекумерна body mass index, што би рекли, или дебелина, едноставно кажано, но и со болести кои што порано ги немаше во педијатријата. Така да, мислам дека наша улога треба да биде многу повоспитна кога се децата во прашање, затоа и сум во голема дилема лично, нели, како човек и како педијатар, како треба да продолжи наставата на први, затоа што дури јас повеќе, таа настава може да биде и повеќе со физичка активност, нели, физкултура, да речеме, тргните од тоа, бројот на часовите по мене е релативно мал. За разлика од сите оние други школски елементи што ги имаат децата во основно или во средно образование. Во случај да треба да стартува учебната година со физичко присуство на децата, еве ваш совет како да постапат родителите и како треба децата да се однесуваат во такви услови, за да се заштитат и од COVID-19 и од останати. Прво и основно, ја топло им советувам да се консултираат со своите педијатри, матични педијатри, со луѓето кои што ги знаат нивните деца. Сите деца кои што се релативно здрави и немаат предходно историја на повторувачки инфекции, доволно е секој ден да примаат по капки, пробиотски капки, значи пробиотици кои што ќе го стимулираат имунолошкиот систем. Кај тие деца, кај кои што постои предходно историја за чести инфекции, каде што постоеле горни респираторни, долни или како и да е, треба да им се дадат лекови кои што се имуномодулатори, односно го поддигаат имунолошкиот систем. Тоа сите педијатри го знаат и кај нас исто така има, сега не би сакал да ги именувам како такви, нели, кои се како се, но факт е дека постојат имуномодулатори, односно лекови, да ги кажеме, кои што го подигаат имунитетот према бактерии и има такви кои што го подигаат имунитетот према вируси. Изузетно се ефикасни, ако има потреба да се користат, сега треба да почнат да се користат. Ако се донесе одлука дека на први ќе одат децата во школа, ја топло ги советувам уште одма да почнат, за полека да се почне да се билда едноставно имунолошкиот систем и да се намалат шансите пред се на тој начин. Второ е да се објасни на децата кои се ризиците, колку може да им се објасни повеќе и како треба да внимаваат во комуникацијата помеѓу себе, зборам за ова што се вели социјална дистанца. И искрен да бидам, значи ние сите носиме маски, ние сите се пазиме, нели, еве и во нашите амбуланти во Систина, нели, нормално, меѓутоа за ставање на маска на колку е помало детето веќе станува проблем. Од физички аспект станува проблем, затоа што маската на многу мали деца многу тешко може да ја држи, едноставно затоа што дише побрзо, срцевата акција му е побрза, нормално му е, па уште плюс маска кој ќе му стане. Да, и тука е дополнителен оној момент што ако падне маската на земја додека во училиште, а става на клупа, што исто така може да биде контаминирана површина и така натаму, навистина безброј предизвици. Спомнавте дека советувате пробиотски капки, витамини, минерали, дали како суплементи препорачувате во овој период или да се инсистира на таа природна исхрана? Да. Или е сепак добро да се суплементира уште нешто? Значи, за да дадеме цинк, селен, ресвератрол, пример зборам, нели, од тие суплементи, одредени витамини, сепак многу треба да се има во предвид начинот на кој што се храни детето. Значи, не можеме да го генерализираме кај сите.
Зошто? Од многу едноставна причина. Затоа што ако имате дете кое што внесува свежо овошје, внесува зеленчук, значи има квалитетна исхрана, оно внесува во принцип во себе доволно минерали и олигоелементи, можеме малце евентуално да го појачаме. Меѓутоа, ако имате деца кои што се повеќе на така наречена junk food, што би рекле, нели? Да, или едноставно одбиваат, не сакат вкус на овошје и на зеленчук. Не Едноставно не стекнале сакаат. навика и не сакат. Во тој случај треба да се дадат суплементи. Суплементи за подигање на имунитетот. Прво е D-витаминот, Тоа е стравот на денеска, дури не збориме за витамин D, можеме да кажеме дека е тоа хормон D, а не D-витамин. И покрај тоа што Македонија е многу сончева земја, ние за жал имаме деца со дефицит на D-витамин, а тој има имунолошко дејство. И ако не грешам, во многу земји се користи како суплемент задолжителен, како што спомнавте за пробиотиците, во многу земји, значи D-витаминот се користи, многу се користи во последно време, значи новите сознанија се страутно интересни за нас во медицината. Исто така имуноген е цинкот, селенот како антиоксиданс, за малку повозрастна категорија ресвератролот и исто така. Значи има суплементи кои што треба да се користат во случај да имаме потреба, зависи, значи периодот сепак треба да биде релативно индивидуален, зависно од навиките на детето. Впрочем, на крај на денот и за навиките на возрастната популација, затоа што вие гледате сега се трошат суплементите што викаат капом и шаком, али нема потреба нон-стоп да ги пиете ако имате квалитетен начин на исхрана. Ниту пак е реално да очекуваме дека ако пиеме суплементи, а не внимаваме на добар сон, физичка активност, здрава исхрана, дека со тоа сме сториле се што е потребно за да имаме добар имунитет. Не се решение сами по како ние живееме сепак во општество со многу стрес, а стресот е тој кој што надвор од ковидот. Значи сите луѓе се во стрес, нели, едноставно екзистенцијален стрес. Во таква ситуација живеењето фактички телото е перманентно под удар на негативните хормони, да кажам, на некој начин. Да, и тие слободни радикали. Да, слободните радикали, секако. И сакам да ги кажам, значи, комплексен е тој цел систем, меѓутоа, мора да има малку индивидуален период, затоа што ако имаме деца, пак ќе речем, например, деца кои што имаат чести, ние ги велиме рекурентни инфекции респираторни. Тоа значи дека тоа дете има малце послаб ТХ1 систем. Во таков случај ќе му дадеме имуномодулатори да му го засилиме ТХ1 системот. Ама треба сега, ако на први децата тргнат во школа, треба сега да им го дадеме тоа. За да кога ќе влезат во школа, бидат спремни на нападите од вирусите и бактериите кои што нормално се шират во околината. Видите, јас сум еден од, лично, морам да ви кажам, еден од најголемите заговорници за тоа дека децата треба да се пуштат во градинка, например. Не дека треба да ги чуваме дома. Значи, им треба градинка, им треба социјализација, им треба комуникација, им треба тој дел. Еве, уште од градинка да тргнеме и од школа. Меѓутоа, мора да ги спремиме децата, особено во оваа фаза, доволно добро. Пробиотици, антиоксиданси, витамини, тоа се минерали, олигоелементи, тоа се оние суплементи што можеме да ги дадеме. И другите што ги збориме, имуномодулатори во зависност од ситуацијата на детето. Плюс здравата исхрана, плюс доволен одмор во соодветно време од ноќте и физичка активност. Голем предизвик е оваа 2020 година за сите родители кои што треба да го сочуваат и здравјето сопствено и на своите деца. Голем предизвик и за вас кои што сте медицински работници. Доктор, јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време и што редовно Ева Аџибадем Систина соработува со нас и му возможувате на гледачите да слушнат на вистина корисни совети кои што се добре дојдени во ова време на пандемија. Верувам дека ќе имаме и во иднина таква соработка и ќе имаме можност повторно да седнеме на оваа маса, секако со некоја друга тема во интерес на граѓаните. Благодарам и на вас. Ви благодарам.